Здраво. Се мислев што да зборам, дали нешто да дизајнирам, дали нешто да правам. И вчера некој муавет се случи по интернет. Нешто беше за ебанција, некоја врска со кинотека и ми текна на видеото, ќе го има излитано тука негде, за конкурсот што го направи кинотека. И уствари темата е како ниту една институција, особено државни институции, не ги боли курот за времето на луѓето дизајнери, конкретно за дизајнери ќе кажам, посебно кога почнуваат да прават некои си конкурси. Знаеш, прво беше кинотека. Кинотека вика 2024 година, значи 2024, сега сме 25. Вика, слушај, ќе правиме конкурс, 30.000 дарки е награда за 50 години лого за кинотека, и објавуваат конкурс, имаат стрикни правила, ќе го видиш у видеото, пишува се, у кратки црти објавија кој е победник, не меморандум само, и пиша, еве, победник е Кликер маркетинг агенцијата, фала многу, пријатно. Пола 2025 е проаѓа, еве 6 месец е, од тоа 50 години лого, ние ни П не видовме, како изгледа, зошто изгледа. Ја и у тоа видео кажав, ја во државни конкурси веќе не учествувам, зашто ми е преку курот неспособи што ќе јадат гомна за МКЦ логото и за не знам што, за не знам што, реков кој вебе, више не работам за овие тука. Ако работам нешто, ќе работам од кеф лично, или ако ме покани некој да сработам, за останати ствари не се замарам да ти. Дури она логото што беше за дарување органи, органодарителство, и за тоа имаше јадење говна од тој судијата Ќардула, зашто пази, многу јака фора беше, сега мора да се испљукам вака јавно, се праќаше под псевдоним. И псевдонимот на логото што го пратив ја, што го направив ја, псевдонимот беше човекот со големо срце. Тоа си го имав нацртано, тоа сакав да ми биде тетоважа, ама после некое време испадна дека овакво, кај се само да го најдам. Испадна многу добар концепт испадна за органо дарување, како такво, и викам, ајде супер, знаеш, ќе го ставам, ќе го пратам логото, и логото победи. И сега како победи логото? Логото победи за тоа што беше окей направено, стварно окей направено, сега да го најдам, да го имам. Како се викаше фолдерот? Ево е фолдер што не знам како се вика. За жал, ама чекај, го имам тука. What? Тука го имам, чекај секунда. Ево. Ќе го претпродам. И ова лого ќе, и двете лого ќе ги ставам, и МКЦ, и ова. Еве вака, еве ги тука. Ова е презентацијата што ја правев, ама се откажав зашто ми стана досадно, да ти кажам искрено, да. Еве го за органодарителство, органодонаторство, како и да беше, не ме фаќа за збор, ќе го видиш, го има таму логото. И беше под псевдоним човекот со големо срце. И Зоке Ќардула, големиот уметник македонски, кажало и да, ова е логото, тоа е тоа, и после тоа кога се открило моето име, како Гоце Велевски, ама знаеш сега пупу не важи, еве ти го брат ми. Океј, фало. И напуши ми се од куров, да ти кажам вака, искрено од срце. И така. Мојавето сега да не го така си испукав, добро, полесно е сега. Го остави повезно што ова е главната тема сега на мојавето, знаеш, сега излао вие да се почне. Ама мојавето почна со кинотека. Кинотека вика, ќе правиме конкурс, до тој и тој датум мора да се испратат логовата, најдоста за 14 дена ќе бидат објавени резултатите, за 14 дена не се објавуваат резултати, се објавуваат многу покасно резултати,
Као што кажав, меморандум, кликер маркетинг добива тоа и толку. Папала маца. Луѓето што пријавиле, ајде да беше пријавување по мејл, само испрати мејл, 15 килобајти, 150 килобајти, 200 мегабајти нека тежи, мејл е мејл, пиксели не коштаат пари. Сваќаш? Овие викаат, и штампај ги сите листови од презентацијата, испрати го по пошта, дојди архивски број, малтретирај луѓе, значи ти треба као дизајнер да одвоиш некои си финансиски средства од 1000, 2000, 5000 денари, да отидеш до таму лично, зашто на Македонска пошта не се верува, и тоа се има случајно неколку пати Македонска пошта да не го испорача на време писмото што си го испратил за некој си тендер што бил тука, и после тоа па дечки извини се дешава. И пак, значи, тоа се трошоци на граѓаните, на дизајнерите. Ме сваќаш? И после, значи, најакмувавет ми од сето тоа што пишува, откако ќе заврши, ќе ви ги вратиме. Фала, брат, у гз да се ги начукате тие. Значи, тоа е. Следно е, еве сега најново, најтазе е Собрание на Република Македонија. Чекај. Сега иде фул контраверс. Еве го, оп, чекај, не. Еве го вака, соп. Северуит, јоп, Република Македонија. Ајде, и за ова ќе пеќадеме гомна, нека има кликови само. Лайк, шер, сабскрајб умеѓу време, знаеш како иде, тоа за Македонија. И 5 евра за каузата, кој што вика Петар Богоевски. Собрание вади исти принцип, мислам, истиот копи-пейст пристап на ствари и за собрание, испринтај го, однеси го, завери го, преправи го, доправи го, мисли живееме у време ти тоа да ти имам, па сега на камен клесано да не сакаш да ти го донесам, Бог да факинг чува. А зборат сега, у исто време зборат за дигитализација на државата, брат. А сака логото да му го однесеш на овакво, на папир и штампано. Мислам, многу сте контрадикторни сами со себе. Чекај да колку вика собрание лого? Колку кошташе тоа? Само секунд, собрание, со една рака не знам да кутам. Собрание лого. Ајде бе, соопштенија. Тај нека стои на ова, да не го мрдам, јавен предлог за расправа, доделување награда Гоце Делчев, положување цвеќе Холокауст, положување цвеќе Борис Трајковски, конкурс за избор на лого. Јавен конкурс за избор на идејно решение. Ова идејно решение се дава на 17.4.2025 година, тогаш е со архивски број без печат ставено. Кошта, колку пари рекоа дека ќе дадат, бе? 60.000 мислам дека беше. Што не е лошо, со парите се за кај нас се окей. Кај пишуваше бе матер мојо? Автор, истражување, концептуализација, кажете бе колку пари беше, сега негде беше скриено 60.000 дарки, да. 60.000 денари да ти ги откупат и авторски права и све што треба. И тоа сосема окей. Некоја цена за лого дизајн, да речеме. Иако 60.000 ми има платено некој индиец за да направи копија на AliExpress, некоја таква. Сајт кој што веројатно нема да му успее да работи, ама човекот ми плати 1000 евра без проблем. И сега државата што се фали дека сме четврти у свет, дека сме не знам што, дека сме не знам како, вика, само 1000 евра вреди нашето лого. Да почнам ли да јадам гомна на таа тема? Ке почнам. iPhone вреди 1300 евра, брат ми. Не може iPhone да е поскап од визуелен идентитет на државна установа. Ме разбираш? Тоа е проблемот. А исто така, проблемот поголем што е со тоа, налет парите, бар нека направат нешто убаво, зашто ова моментално во ретардирано лого на собрание, што не е ни лого, што не знам како да го срочам, copy image, чекај, мора paste image,
ќе ми умре компјутеров. Не, компјутеров, сајтот им е катастрофа. Пичката мајчина цобе, со таа твоја Википедија. Save images. JPEG, нема SVG, таман работа. Ова говно, ова, кој да го ова е направено, архитектот што ја градал зградата, рекол, вака нека изгледа и толку, мислам, нема ништо ова, не е лого, не е фонтов е Myriad Pro. Мислам, кога сме веќе банана држава, бар иди фулон направи го со овакво, кажи го, со Comic Sans, да му ева мајката, знаеш, еве ти собрание на Република Македонија, со Comic Sans да го испишеме, боље ќе изгледа. Собрание. И тоа болт нека иде. Исто и они. У идејните решенија ќе бидат вратени, координативни, не знам што, и они го поминаа рокот ептен. Рокот мислам дека беше до 6 за испраќање, а од 6 до 9 до 20 имаш доста време за да кажеш ова лого. Мислам, сигурно нема цело собрание да гласа за, против, таму не знам колку и да се изберат од тие. И тоа сакам да го кажам, знаеш, им го губиш времето на луѓето, стиграш курот со луѓето и после крив е цацко дека луѓето имале некакво си непоштовање за тебе како персона или како влада или како некој си ентитет кој што постои. Па друже, нормално бе. Ако ја ти закаснам на тебе да ти пријавам данок до тој и тој ден, ти одма мене ќе ми фркнеш тужба. А ако ти закасниш со избор на нешто што е јавен конкурс, не е она скриен под маса стајан, иако ќе биде избрано нешто под маса, па нема за 60, ќе ти го дајме за 40, 100% се кладам дека ќе биде така, пак си играте курот со луѓето, си играте со човечко време, значи луѓе потрошиле време, пари, енергија, оставиле парче душа во тоа што го дизајнирале, што го правеле, знаеш. И ти ми кажеш, ајде бе, кој ви ебе матер. Да не правиме муабе дека парите кога ќе ги испраќате вие од како ќе одобрите и све, парите ќе бидат после 3 месеци префрлени на сметка и тоа ако Бог да, знаеш, сега одмори, председателот на собрание не е тука на службен пат, не може да потпише, сите тие скаламуци кои што постојат, сето тоа го правите вие онака зашто ви е кеф на курот да тиам, не дека сакате дека е стварно така, зашто играте курот со луѓето и вие гајле. Не само за вие, општо клиенти кога не ти плаќаат на време, клиенти кога се ценкаат со тебе за помалку пари, такви глупости, мислам, стварно зошто? Не знам, не сум паметен, гом на јадам, не сум паметен, а и стварно не ми се свиѓа пристапот на највисоката државна функција, брат ми. Значи, кај ви текнуе да ти ебе матер, да ти ебе дека човек, дека луѓето треба да чекаат на тебе, дека си не знам кој, не знам како. Си направил јавен конкурс, си напишал правила, прво ти треба да ги почитуваш правилата, за другите луѓе да ги почитуваат и твоите правила. Мислам, мене ми е скроз ненормално и нереално дека ти сам себе си ги кршиш правилата и после тоа очекуваш дека некој човек ќе треба да има таа граѓанска послушност, ќе треба да ти биде покорен, ќе треба да оди да те гласа или ќе треба да прави маса за тебе по площади за митинзи. Не знам, опрајте се у главата, брат, што да ви кажам, стварно не знам. Не. И така, да. Сега, еве го логото, како идејата ми беше, нели, сонцето наше големо,
ова знамето што е паднато, значи пази брат, викаш јас сум држава, јас сум ова, јас сум она, знамето свиснато како како бе синеве, знамето надоле, знаме со еректилна дисфункција брат ставаш на тоа нешто што е најбитно од државата. Абе дигни го горе бе, значи да се знае иде грмик знамето. Не ми е fucking јасно. Еве, пропелери ги се под позади. Некоја као кружна форма на малце јајце видна, зашто сме јајце држава. И овдека го направив као интересна шала по шалица или скриен истерек да биде, она халата кај што седат, кај што тепаат мевници и тука е направена па со различни бои, па малце да биде динамична, па оддалеку да се гледа боле. Имав тука некој друг предлог да биде уствари исписот да биде направен у тој стил со такви пропелери, ама на крај испаднава Дон Кихот се бори со ветерниците вака. И звездите за Европа, зашто нели мора да се гута на Европа, брат ми. И ево вака, сега на 3 јазици така да биде македонски, албански и англиски. Немам ништо против, нека биде и на 100 јазици, ама бар нека бидат направени како што треба. Ево, во овој случај, во овој конкретен случај, јазикот е испишан, името на установата е испишана со државниот фонд. Одбран државен фонд, направен од Ласко, што се вика Скола Санс, и сега едното е со Скола Санс Медиум, вториот дел е со Скола Санс Bold Italic. И Б-то е П. Сваќаш, Б-то е Б. Еве, В-то гледаш, било правилно, значи, и Ласко знае, Ласко највише знае за фонтовите, дефинитивно Д правилно, Н правилно, се е правилно у фонтот, брат ми, зашто го правил човек со ум. Разбираш? И тоа е тоа за денеска, фала што беше тука, фала вака што ме ислуша да се испукам ја како што треба. И па тоа е тоа. Лайк, шер, subscribe на Patreon, пушти некој денар ако сакаш и тоа е тоа, се гледаме. Чао, чао.